Ви благодарам на репликата. Ево, ви давам една идеја за клиничкиот во Ѓорче Петров. Ви давам идеја за отварање на болницата која што ви ја оставивме 85% подготвен, реализиран проект од нашата власт, која што ви ја остави во Свети Еразмо, косната болница во Охрид, треба само да ја отворите. Ви давам идеја за реконструкција на патните правци од Охрид спрема Република Албанија, граничните премини, сите патишта низ улицава се ужасни. Ке добиете уште илјадници други идеи за кои што претходно ве предизвикав да ги прифатите затоа што се потребни за граѓаните. Не знам што друго да ви дадам како идеја. Значи, ке ги добиете идеите, имаме амандманска расправа, бидете фер и прифатете ги. Ви благодарам. Колешке, Треба прво да ви давам збор, поведете контрреплика. Колешке, за доброто на сите, нема потреба сега во реплика и контрареплика да давате идеи. Значи, следниот говор имајте на ум, за доброто на сите граѓани на нашата земја, значи нека биде насочен кон идеи, а не само критики. Значи, никому не дадовте впечаток дека вие нешто ќе направите доколку сте на ова место и на оваа страна како опозиција. И сега, како позиција и како власт. И сега ви шепнуваат колегите, нека дојдат со вас, нека ви помогнат на говорот на пленарната седница, нека биде малце поконструктивен, а не како што беше до сега, за доброто за сите нас, за доброто на граѓаните на нашата држава. Благодарам. Благодарам, колешка Марковска. Лидија, повелете контрареплика. Кратко само, како што напоменав, побаравте идеи, ви дадов само 3 кои што ми паднаа на памет во овој момент, а верувајте дека мојата дискусија и дискусијата на сите мои колеги на пленарната седница ќе биде до толку богата, колку што сум сигурна дека ќе одбиете од сите наши идеи кои што ќе ги предложиме во деновите кои следуваат на оваа комисија за финансии и буџет. Ви благодарам.